Како би можело да се изфрли екстра лесното гориво од користење? Дали воопште возможно тоа или... Моментално мислам дека не е возможно, пошто знаете вие екстра лесното гориво го користате и во земјоделството многу. Дали ја знаете разликата меѓу зелена и црвена нафта? Да, секако дека да. Вчера изјавивте дека црвената нафта, инаку екстра лесно масло за домаќинство, се користи од земјоделците, што е со закон забрането. Дали тоа значи дека владата мижи пред злоупотребата на ова масло? За прв пат по 20 години во Северна Македонија имаме државна мобилна лабораторија. Таа лабораторија, како што знаете и вие, веќе е набавена и се користи од страна на Бирото за метеорологија во соработка со државен пазарен инспекторат, а тоа колку инспекции се направени, можете да ги прашате во Бирото за метеорологија. Што не го забранувате или зошто не ја зголемувате акцизата со оглед дека е 100 пати потоксично од дизел горивото? Значи, што се однесува до акцизата, тоа е до Министерството за финансии, законот за акцизи, обратете се во Министерството за финансии. Како што веќе препознавате, гостин во Топ тема е министерот Бектеши. Добро вечер, министре, фала што дојдовте во Топ тема. Добро вечер, фала за поканата и поздрав до вашите гледачи. Што е разликата помеѓу црвената нафта или екстра лесното гориво и оваа зелена? Научивте ли во меѓувреме? Јас секако дека и претhodно сум знаел. Значи, по терминологијата ние што ја користиме, но и луѓето што треба да знаат. Нафтата не се дели преку бојата, но има екстра лесна нафта, има бензин, метан, клински и слично. А што се однесува на прашањето на вашата колешка на пресконференција, јас би надополнил на тоа дека уште еднаш би потврдил дека за прв пат после самостојавањето на нашата држава, иако приватни компании кои и увезеле нафтени деривати, истовремено и продавале во малопродажни или бензински пумпи, и тие правиле, значи, анализи, но истовремено биле и ги имале само тие лабораториите за да на некаков начин да ги контролираат квалитетите на нафтените деривати. Од оваа година државата веќе има во собственост своја мобилна лабораторија, со што секако дека навремено ќе ги контролира сите. Тоа ве збуни во однос на бојата и на купоните што се даваат во земјоделието за нафтата која што тие ја користат и што не е нелегално да се користи. Нашето прашање на Тилма е црвената нафта е народски така позната заради бојата која потсетува. Да. Зошто не е забранета? Например во Косово, која ни е на безмалку половина час од студио во возење, таа е забранета. Зошто овде не е забранета? Значи, екстра лесното гориво е забрането во Северна Македонија за да се користи освен во домаќинства. И многу е вистина, е јавна тајна е. Јас сум транспарентен министер и сакам јавно да ги кажам работите дека има место за злоупотреба, имајќи го предвид и бројките, но секако дека ние како држава, како институции постапуваме, моментално ќе направиме и анализи, но истовремено од кога ќе ја ставиме во функција мобилната лабораторија, ќе направиме што повеќе контроли, се со цел да видиме каде тоа се користи, а и вие, и ние, и сите граѓани, како што кажав и претhodно, дека е јавна тајна во нашата држава, дека се користи во некои сектори, затоа кажав еден од тие сектори е земјоделството. Земјоделството користи друга нафта. Меѓутоа, оваа нафта што е наменето за... Не, зборував за тоа дека се злоупотребува во трактори во земјоделието, да. Меѓутоа, бројките, еве, кои се вашите податоци? Колку годишно, например, се троши од екстра лесното гориво? Кој е податокот што го има Министерството за економија? Во 2018 колку е потрошено? Некаде 40.000 литри. Меѓутоа, мислам 40.000 тони. Така, ако се 40.000 тони, тогаш зошто бројките, еве, например, ако ги прашате и регулаторите или проценките, се дека
годишно за загревање на домакинствата, за што е дозволена исклучиво Така. ова гориво, се само 6 тони. Голема е разликата, очигледно. Каде оди другата нафта? Не 6 тони, 6000 тони 6.000. требало да биде. Добро, каде? Согласно регулаторна комисија Каде? за Да, 6.000 тони, се извинувам. енергетика. Ние тие податоци ги имаме, но јас кажав и предходно, значи јавна тајна е дека може да се злоупотреби, мајте во предвид. Вие повторувате дека е јавна тајна. Што направило Министерството за сето? Колку години сте министар? 2 години. Значи, 2 години и 5 месеци. Ви требаат 2 години и 5 месеци да дојдат избори за да кажете дека допрва ќе стартува мобилна лабораторија за вакво нешто? Не, ние тоа сме го најавиле. Значи во државата има процедури кои треба да се следат за секои јавни набавки и секако дека и за набавката на јавната лабораторија имала процедури кои треба да се следат. Веќе набавена е мобилната лабораторија и е во собственост на Бирото за метеорологија. Ние во наредната недела ќе подпишат спогодба пазарен инспекторат со Бирото за метеорологија на начинот како ќе се користи мобилната лабораторија и секако дека ќе започне со Кога е контроли. купена таа мобилна лабораторија? Мобилната лабораторија е купена пред неколку 5-6 месеци. И зошто до сега додека ни ве притиснаа новинарите вака на пресконференција не ја активиравте? Не, вистина дека заради притисокот на новинарите не сме ја. Ама го излезе дека утре активираме. ќе се превзема, Не, ќе се почне процедура, да? Не, значи државата има процедури. И До сега не мобилната можела да ја лабораторија земе? и мобилната лабораторија треба луѓе да се пратат на обука што ќе работат со таа мобилна лабораторија, а согласно процедурите и компанијата која ја снабдувала Бирото за метеорологија со таа мобилна лабораторија ги врши тие обуки. Веќе луѓето се подготвени, вратени во Бирото за метеорологија и имајќи го предвид дека во надлежност на Државен пазарен инспекторат е инспекцијскиот надзор за ова намена, тие ќе подпишат спогодба и ќе почнат со вршење на контроли. Да, до сега не е направена ниту една контрола, очигледно. Па според Немало моите лабораторија. информации, секако дека немало, имато е направено контрола од страна на Државен пазарен инспекторат, но на ваков начин со вакви параметри што ќе се контролираат, никогаш не е направено. Добро, Само е направено во приватни лаборатории кои се во собственост на компаниите кои се занимаваат со нафтени деривати во нашата држава. А тие се 2. Зошто, например, не сте побарале од министерот за внатрешни работи или дали сте побарале тие да вршат контрола кај возилата, камиони, трактори и слично, да ги испратат на технички преглед, па примероци да се дадат и во двете лаборатории, ако се грижите за животна средина, и да проверите како тоа, значи да не ја чекате оваа мобилна лабораторија за која што требало процедура. Значи да се дават примероци во тие лаборатории, мислам дека не би било соодветно, имајќи во предвид дека може да се случи дека во нивните бензински пумпи е точено нафтата и дали ќе бидат ведодостојни тие резултати. Моментално имаме државна лабораторија и со таа државна лабораторија секако ќе постапиме за сите исто. Е еднакво. Значи до сега немаше државна лабораторија и затоа вака си беше со екстралесно. Не викам така. Значи до сега се направени контроли во сите бензински пумпи, во возилата, сегде, но, како што знаете вие, значи, тие контроли, тие примероци се пратени или надвор од државата или во приватните лаборатории, што се во нашите Меѓутоа контролите што ги правите во од 15 април до 15 октомври. Во годината има забрана кога не сме ни да се точи оваа нафта ниту за домакинствата и вие ги резервоарите нивни ги контролирате. Од друга страна, факт е дека постои постапка во јавното обвинителство за затајување данок при увоз на ваков тип на гориво. Постои кривична пријава. Очигледно и сам кажавте дека некој ја злоупотребува. Ако вие велите не, дека има простор за злоупотреба, не кажувам кој меѓутоа ја злоупотребува. поведена и постапка во јавното обвинителство веќе се води истрага. Меѓутоа очигледно дека е сериозен проблемот. А ако е вака сериозно поставено и ако имаме индиции дека нешто се случува, зошто државата не нашла, пак ќе речам, механизам 2,5 години да се справи, а вие и во вашето министерство и вашиот претhodник бил од вашата партија. Па може би била политика на Дуј, зошто не била Не е партиска да се... работа, не е партиска работа ова првично. Значи, Министерството за економија
е точно дека се раководило долго години од страна на кадар на ДУИ, но треба да се има во предвид дека и со кадар на ДУИ се направија поголемите измени во секторот енергетика, но истовремено и за нафта и нафтените деривати моментално работиме на правилниците и за квалитет на нафта и нафтени деривати и за складирање и сите прописи и ги да транспонираме пречиси сите директиви, а тоа можете да го проверите слободно и во извештајот од Европската Унија, каде во делот на енергетика може да се направиле и најголемите реформи и ние не остануваме тука. Да, ние имаме рокови за работи што живот ние, значат. Имаме особено рокови. загадувањето кај што исто ваш колега, нели од вашата партија, видовме на вести, не сакаше да ни даде изјава во однос на стратегијата и мерките што тој треба да ги превземе. Меѓутоа, овие работи ги мачат луѓето. Имате мали деца вие? Секако. Сигурно се грижите за нивното здравје и Да. како воздух дишат. Да. Ако се грижите, затоа прашувам, зошто не сте направиле некоја друга стратегија која што ќе одговори на барањето на контрола на она што се движи низ територијата на Македонија и што загадува? Ова е само еден сегмент од Значи, загадувањето. ова не се прави преку стратегија. Ние сме ја направиле ова конкретно преку закон, преку подзаконски акти и моментално работиме и на други закони кои се поврзуваат на ова тема, што се во надлежност на Министерството за економија. Првично треба да се има во предвид дека пред вас е министерот за економија, не е министерот за животна средина. Меѓутоа јас зборувам за нешто што може да го превенирате и да не загадува. Министерот за економија може да превенира, да креира политики така во делот на транспортот, пошто сам Министерството за економија може таму да интервенира само во делот на законот за енергетика и во законот за возила. И со моето доаѓање во Министерството за економија и двата закони се усвоени во собранието и сега се во тек нивната реализација, не само за обновливи извори, законот за енергетска ефикасност, исто така законот за возила каде се предвидени точни мерки кои ќе се спроведуваат, се со цел да ја намалиме загадувањето од страна на транспортот во нашата држава. Вие тоа би требало да го знаете, сигурно го знаете, дека веќе се прават правилниците, се подготвуваат подзаконските акти, што се однесува до нафтата и нафтените деривати, но не само. Моментално се работи и на подзаконските акти и на правилниците кои произлегуваат од страна на законот за возила, а истовремено од страна на Министерството за економија во соработка со Министерството. Вака, на луѓето правилниците и тоа што го правите не го дишат воздухот. Ве прашувам практично. Еве, пак ќе се вратиме на праксата. Ако веќе сте обезбедиле таа лабораторија државна, колкав е капацитетот и каква пракса и колку дневно може да се проверат камиони или други возила со таа лабораторија? И кој ќе ви помогне во тоа? Само пазарниот инспекторат или ќе го задолжите и Министерството за внатрешни работи да стопира камиони и да го испраќа во таа лабораторија? Значи таа лабораторија е мобилна. Добри, колку може капацитетот да биде на значи и граѓаните да бидат информирани правно. Значи ние зборуваме за мобилна лабораторија, не зборуваме за лабораторија која е ставена во некоја канцеларија и сега ќе ги пратиме таму примероците. Зборуваме за комбе, внатре ги има сите инструменти и на лице место во рок од 30 минути ги вади сите анализи за квалитетот на течните горива. Колку може тоа да што значи да дека провери? И при увоз на нафта може да се стопира камион и во рок од 30 минути ќе се утврди квалитетот на дизелот, бензинот или што било. Значи ли тоа дека до сега ни на уво се можеше тоа да се и во лице место може да се оди во бензинска пумпа и да се точи гориво и веднаш во рок од 30 минути сите анализи ќе бидат во мобилната лабораторија и врз основа на тие резултати ќе постапи пазарниот инспекторат. Значи до сега можда ова не би било добро за некои субјекти, но секако дека ние како за тие што има пријави, што секако, но ние како држава го штитиме интересот на граѓаните, пошто имајќи во предвид дека имаме сознание дека може да се злоупотребат. До сега не можеше да се контролира ниту увозот на оваа нафта? Мислам, се контролира на хартија, меѓутоа де факто не се контролирал. Не се контролирал, но баш така како што вие го дадовте примерот, се зеле примероци
биле пратени или надвор од државата во лаборатории или во лабораториите кои се во собственост на Да, две меѓутоа тоа приватни не може компании во толку често да се нашата случува, држава. веројатно и од тука големата разлика во литражата, А со што мобилната влегува и се лабораторија троши. веднаш ќе се провери квалитетот на Добре, нафтените по деривати во процедура, нашата држава. бидејќи сте со процедури, кога ќе стартува со работа? Јас сум убеден дека во рокот една недела ќе почне со работа, но секако дека тоа треба да биде дискреционо во смисла на тоа дека тој проект ќе го води Биро за метеорологија заедно со Државен пазарен инспекторат Колку луѓе и ќе владата работат? нема да се вмеша на тоа каде ќе се направат проверки или Колку не. луѓе се тренирани и обучени за да може да работат? Зависи од пријавите на граѓаните, но секако дека ќе се направат контроли и така низ автопатовите. Колку луѓе може тоа да го работат, за да видиме каков е капацитетот на... Значи, мислам дека двајца или тројца се акредитирани и обучени од страна на Бирото за метеорологија, а секој инспектор во Државната пазарна инспекција секако дека може да направи проверки. Зошто на некој бензински, јас себе и лично отидовме да провериме, ни ставија во кантича екстра лесно гориво, можам да земам неколку кантички поред и слично, зошто тоа не се контролира? Тоа е во надлежност на Државен пазарен инспекторат. Значи, И Државниот тоа пазарен треба да се инспекторат е во ваша контролира. надлежност. Не е во моја надлежност Државен пазарен инспекторат. Значи, секој инспекторат во Република Северна Македонија во надлежност директно на владата, имајќи во предвид дека пред неколку години имавме Меѓутоа, бидејќи дериватите се во ваша надлежност, законски промени, поврзувањето ми е дека може да Министерството за сигнализирате. економија и повеќето од министерствата креират политики. Зошто можам како граѓанин кога сакам да си купам екстра гориво? Надзорот го Екстра лесно прават гориво. инспекторатите. Зошто можам како граѓанин да си инспекцијски купам особи. кога сакам екстра лесно гориво во канта да ми наточат? Значи, тоа не би требало да биде така. Ама така е. Не би требало да биде. Ако сакате по емисијава ќе одиме да ни наточат, ќе Не би видите. требало да биде така. И затоа ние правиме контроли и тие контроли во континуитет ќе бидат направени, ќе се зголемат контролите во наредниот период и секако дека сите тоа што го злоупотребуваат ќе бидат казнети од страна на надлежните институции. Министерството за економија не казнува. Има инспекторати што казнуваат. Дали ќе побарате помош и од МВР во контролата на сето ова? Дали Значи, ние ќе Ќе постапиме биде координирана акција ние ќе заедно со постапиме како влада. Координираните акции ќе се вршат меѓу Бирото за метеорологија и Државен пазарен инспекторат, што се однесува на користувањето на мобилната лабораторија, а секогаш дека Државниот пазарен инспекторат има право да повика и помош од страна на Министерството за внатрешни работи, ако утврди дека негде се злоупотребува. Ова ве прашувам затоа што на пример ако ги прашате инспекторите, комуналните инспектори, инспекторите за заштита на животна средина секогаш ќе кажат дека и многу тешко им оди реализацијата и контролата заради тоа што има отпор и слични ситуации, затоа ве прашувам Во ниво дали на локална самоуправа, инспекторите од животна средина, согласно моето сознание, се овластени. Не зборам за овластување во пракса. Знаете како е инспектор кога ќе дојде некој има секакви ситуации на отпор, на соработување и слично. Ако веќе имаме само едно такво возило кое очигледно многу работа ќе има, веројатно треба и повеќе луѓе за тоа да го сработат, а и заштитените инспектори предпоставувам. Заради тоа што ви велам на терен не е едноставно да се работи ако немате координација со МВР. Се координираат сите заеднички ќе постапуваат. Колку ви ќе бидат казните, колку ви се казните доколку некој ова го злоупотребува? Казните се големи. Не ги знам сега на памет да бидам многу искрен, но секако дека тие се утврдени во законот и во правилниците на Државен пазарен инспекторат. Но големи се со 1000 евра. За да имаме, мислам дека 1000 евра. Така, ги имате податоците. Колкав процент од ова гориво или од вкупната потрошувачка во Македонија во однос на горивата? Значи, од 978.000 тони, ова е негде 44, што би требало да биде близу 4% негде. 4 до 5%, што не е исто така бројка за земјарно. Меѓутоа, кога ве прашавме во однос на тоа дека повторно не е сменета акцизата остана исто мала во однос на ова горива, не упативте на Министерството за финансии. Јас знам дека тоа е под Министерството за финансии, меѓутоа вие како министар за економија имавте ли можности да побарате од финансии да се промени ова се во интерес на граѓаните и заштита на животната средина?
Значи сега треба да го имаме во Ако го предвид малце земете и социјалниот и колегата аспект. од екологија, Значи, тогаш јас како министер за сте можеле тоа да го економија направите. можам да го кажам тоа и што и вие го знаете во делот на злоупотреба на екстра лесното гориво, имајќи во предвид дека уште еднаш ќе се повторам и ќе се навратам на тоа што на почеток го кажав, дека има индици и доаѓаат информации и до Државен пазарен инспекторат, но и како до нас како функционери, дека ова гориво се користи во некои школи, во болници, во, како што кажа, во земјоделство, во трактори и слично, но и во градежништвото. И секако дека ние ќе направиме контроли, ќе ги зголемиме контролите, а што се однесува до зголемување на акцизата, да, точно е, има голема разлика на акцизата помеѓу дизелот и екстра лесното и тоа е една од опциите што моментално работната група ја има во предвид, имајќи во предвид дека од наредната година ние сме заинтересирани да почнуваме, значи да реализираме мерки се со цел, значи да го обновиме првично возниот парк во нашата држава, но истовремено да предвидиме мерки за да ги потикнеме граѓаните акцизата можевте и сега да влијаете да биде променета и да не биде толку мало. Гледај се. Имавте од опозицијата на собраниска говорница за белешка. Законите не се менуваат на таков начин. Па опозицијата можела да ја менува акцизата, не знам добро, ама колку сега години се претhodно. во позиција на опозиција па бараат. Тие биле раководиле со Министерството за финансии, значи приходите во државата се проектирани. И не може кога ќе ни текне да ги менуваме. Акцизите и слично. Затоа треба да се изјасни Министерството за финансии дали има простор, имајќи во предвид дека тие ги прават анализите и проекциите, но истовремено ни ги укажуваат и буџетските импликации и како тоа би влијаело врз наредниот буџет на Северна Македонија. Меѓутоа, ако политиката на оваа влада е да се намали заgadувањето, секако веројатно во интерес на граѓаните и вие и колегата од екологија да им сугерирате на вашите колеги од финансии дека тоа е многу битно. Најмногу од оваа влада што превзема мерки, конкретни мерки, пошто ние се бориме со изворите на загадувањето во Северна Македонија. Ја не верувам дека во претходните години нешто е направено. Па бевте во таа влада вие како партија. Првично, значи зборуваме за извор кој би можел да бидат домаќинствата на начинот на грејење. Почнавме со мерката за инвертерите. Ако е транспортот, имаме неколку мерки што ги спроведуваме и од Министерството за економија. Велите ќе бидат заменети печките на нафта со инвертори, така ги мапиравте? Моментално. Во ЕНЕР го имате и предлог законот за моторни возила и таму се предвидени неколку опции на тоа. Да се вратам на домаќинствата, само извинете, со возилата имам посебни прашања. Велите дека заедно нели владата направила мапирање и во однос на тоа мапирање ги гледате населбите кои што се греат веројатно на дрва и на нафта и така ќе им се поделат инвертори. Бројот на инвертори е минорен во однос на домаќинствата што постојат во Македонија и што се греат на такво нешто. Значи не е тоа трајно решение, тука е и од типот на 900 наспрема 418, 900 возила со плин наспроти 418.000 возила во Македонија. Значи тука некаде е сразмерот и со инверторите и домаќинствата. Зошто е минорно? 10.000 домаќинства да се субвенционира 100% од страна на ЕСМ не е доволно? Кога ќе почне? Имајќи во предвид дека само 4 градови се земени како почеток на реализација на оваа мерка. Ние ќе го видиме интересот на граѓаните, пошто сме одвоиле 10 милиони евра, и секако дека ќе продолжиме и со другите градови, каде што ќе се утврди дека има големо загадување. И зимово тие ќе добијат ли инвертори како што стои работава со процедурите, некако ми изгледа дека нема да добијат. Јас сум убеден дека да. Иако мерката се спроведува од страна директно од ЕСМ со заложба од владата на Северна Македонија, јас сум убеден дека ќе добијат. Ви ги спомна возилата затоа што тоа ви беше една од пресконференциите и главна вест во текот на викендот дека се промовира дека ќе се дават субвенции за 900 возила за ставање на плин.
реков дека, например, во август 2018 година и 2019 година има преку 400.000 возила во Македонија. Затоа ви ги спомнувам бројките. Значи, вака гледано, на вистина, 900 возила од 2005 па натаму што се купени, а што со тие пред 2005 па не знам зошто и не ги земавте во предвид, можат да го спасат воздухот. Првично тие од пред 2005 технички гледано, не знам дали ќе можат да вградат плински уреди во нивните возила. Значи, уште еднаш да кажам, ние превземаме мерки. Тоа е разликата. Дали е за 900, за 1000, за 10.000. Ама зашто ова не го направивте во јули? Еве да речеме, знаете, зима ќе дое загадено ќе биде. Го направивте кога се распиша датумот за избори. Ако не се превзема ништо, зошто не превземате? Не, добро, јас не викам не, меѓутоа 900 наспроти 418.000. Не сте превземале колку што треба. Добро, зошто не го превзедовте пред датумот за избори? Зашто не го објавивте ова во јули? Зашто инвертирите не ги направивте минатата година? Затоа треба пред јавноста да бидеме искрени и да им ги кажеме на граѓаните процедурите. Законот, каде што е предвидена мерката за субвенционирање на плински уреди, е усвоен во август 2019 година. За да се реализира таа мерка, требаше да помине ребаланс на буџетот. Со ребалансот на буџетот, како никогаш досега одвоивме 15 милиони денари. Требаше да се донесе програма. Ја донесовме програмата. И сега веќе почнува мерката да се реализира. Наредната година, секако дека ќе продолжиме со реализација на оваа мерка, каде што ќе предвидиме дополнителни средства. Во однос на возилата, ако ги гледаме податоците во однос на и во однос на електрични возила, например, само 0,01% од вкупниот возен парк во Македонија се електрични возила или вкупно 44 возила. Што со субвенционирање на вакви возила, најчесто се купуваат од страна на општините или институциите имаат по едно, меѓутоа и тоа е незначително. Значи, да бидам многу искрен со јавноста, пошто секако дека јавноста не треба и да ги следи ова, кога ние го пративме законот за возила во собрание, беше предвидена таква мерка, но истовремено беше предвидена и дополнителна мерка за измена на старите возила со нови возила, со субвенционирање до 3000 евра, но секако дека низ комисиите и во собранието ова мерка беше укината од страна на собранието, пошто тие ги носат законите во нашата држава и моментално имаме само две мерки предвидени во законот. Првата што ја објавивме и другата што треба да почне да се реализира од наредната година, но ние како влада, имајќи во предвид дека толку е буџетот, во капацитетот на буџетот што може да одржи за вакви мерки и не би требало на ваква мерка, сериозна мерка, каде што има многу финансиски импликации од страна на граѓаните, ако се одлучат да одат да купат ново возило, да одиме со принципот прв дојден, прв услужен, имајќи во предвид дека не може да одиме само до исцрпеност на средствата кои ќе бидат предвидени во буџетот, а можеме да се воведеме во ситуација каде граѓани купиле нови возили и се откажувале од старите возили, а ние не ќе можеме да ги субвенционираме. Затоа моментално работната група работи на други опции кои ќе бидат времено и сите граѓани на Северна Македонија би ги користеле како можности. Зошто не им сугерирате? А дополнително на тоа кај нас не се произведуваат возила. Да, факт е дека се скапи, меѓутоа зошто не сугерирате на колку возила имате вие, например, во возниот парк во Министерството за економија? 10. Добро, меѓутоа зошто не сугерирате? И многу стари. Зошто не сугерирате на оние како вашиот сопартиец Мерко кога купи скапо возило, да купи возило на електричен погон? Зошто не сугерирате на вашите колеги министри и колегата од екологија кој исто така набави возила да купи на електричен погон? Или да го намари бројот на возилата за сметка на тоа да се купат возила на електричен погон? Многу одлична сугестија. Ќе им го предложам, но тогаш треба и вие да ја подготвите јавноста, пошто ќе се
викаат на тоа дека владата купува нови возила, имајќи во предвид дека Не, веќе проблемот е имаат што неколку- купиле возила што не купиле кој што неколку треба, тоа ми е возила. прашањето. И затоа Мерко што купил толку скапо возило, можело да купи две заеднички да на електричен постапиме погон, ме за да разбирате? промовираме ова одлична идеја, иако за електрични возила секако дека треба да има инфраструктура, а тоа треба да го направиме и во соработка со локалната самоуправа, со приватни компании, а посебно со бензинските пумпи, каде што ќе имат удел за да тие да можат Вие сте министер за да економија. го Значи во ваши раце се некои работи во однос на предлозите. Ако вашите колеги не размислуваат практично или трошат пари, например, кога беше тука министерот за екологија, зачудувачки беше како ресорните министерства не се решиле наместо мазот, нивните институции да користат друго гориво, што не загадува. Истото ве прашувам и за автомобилите, вас ме разбирате. Самите ресорни министри, еве министерот за здравство не се погрижил од својот буџет, например, да потроши пари за да ги стопира болниците кои што се на мазот. Дури сега гинекологија Чаир ќе направи нешто, а колку болници има? 17. Ме разбирате? 17 се на мазот. Зошто ресорните министерства првен во својот двор не се погрижат за заштита на здравјето на луѓето и на животната средина? Тоа во таа насока ми е и прашањето. Во ваши раце баш се во некои таа работи. насока ќе се навратам на тоа што го кажав претhodно, значи пред вас е министерот за економија и ние се вклучуваме во борбата против загадувањето како Министерство за економија, а истовремено реализираме низа мерки, не само со субвенционирање на плинските уреди, значи за вградување на плински уреди во возилата, но имаме мерки што веќе неколку години ги спроведуваме и имат голем интерес од страна на граѓаните, посебно на домаќинствата, што се однесува до енергетска ефикасност, која како мерка секако дека влијае и во намалување на загадувањето. Меѓутоа, во однос токму на возилата, зошто не го укинавте увозот на стари возила кои што и понатаму загадуваат? Вие ќе ми речете дека е намален бројот. Во 2009 владата на ВМРО ДПМН дозволи увоз на возила. И сега кога исто така ги гледав бројките во однос на увезените возила, до сега мислам дека се некаде речиси 300.000 увезени. Ако имаме во предвид па дека имаме 420.000 возила вкупно, изгледува дека возниот парк во суштина е тој возен парк на увезени возила, за кој што не велам дека сите се со Евро 3, Евро 4, нешто што всушност загадува, не се со 6 сега мислам дека стигна. Да. Меѓутоа, зошто и над 6? И над 6, зошто не е укинато? Ако затоа што повторно се повикувам на она што ми го кажа дури и министерот, заменик министерот за екологија, дека штетноста на издувните гасови доаѓа од возилата која своевремено владата на ВМРО ДПМН заедно со ДУИ, пак ќе кажам, вие бевте во таа влада, ги увезла. Зошто не укинавте таа мерка да нема увоз веќе на такви возила? Значи вака. Ова е една од опциите за да се зголеми еколошкиот стандард или да се премине до Евро 5 или слично за да се има можност за увоз, но тука треба да го имаме во предвид и социјалниот аспект на нашата држава, на стандардот на живење во нашата држава. Моментално се прават тие анализи. Јас наведов и претhodно дека веќе имаме и предлог закон за моторни возила и начинот на увоз на моторни возила кој е ставен во едностранно на Министерството за финансии, каде што се предвидени и олеснување во однос на тоа кога ќе се увезуваат значи посебно возила кои се со стандарди повисоки. Меѓутоа не ги укинувате во законот на Евро 3, во законот 4, 5. Па дозволено, под Евро 3 не е дозволено. Така. Значи во законот за возила ние им дадовме можност на локалните самоуправи да воведуваат еколошки налепници. Значи мерка која се користи па речиси во сите држави. Меѓутоа кај нас не профункционира. Вие секако дека памтите на пари не пари. Да, но тоа не функционира кај нас. Значи ниту налепниците не функционираат, самиот заменик што ги промовираше налепниците сам кажа дека тоа не проработи. Тоа не проработи за ова година, пошто не бевме подготвени сите институции заедно да постапиме, а посебно во соработка со локалните самоуправи, пошто таа одлука треба да се донесе од страна на Советот на општините, а во Скопје секако од Советот на град Скопје за одредени локации или одредени општини во Скопје каде што ќе се мери
поголемо загадување, тоа ќе почне да се спроведе од наредната година, значи од август 2020 година. Меѓутоа, зошто вакви споредби правиме? Заради тоа што клучното од каде се загадува? Од енергенците што ги користат одредени домакинства, а тоа се дрва и екстра лесно. Кога ќе прашаме зошто не се укинати, заради социјалниот момент. Зошто не се укинати возилата кои се 300.000 до сега од 2009 до сега или 2010, заради социјалниот момент. Значи, од една страна се критикува тоа што е направено во минатото, например увезени се со дозвола од 2010 година, ама не се укинати, ама па тие загадуваат, ме разбирате? Се вртиме во круг во однос на стратешките мерки за борба против загадувањето. Не сте министер за екологија, сте за економија, меѓутоа во ваши раце се законските регулативи во однос на овие прашања. Потпуно се слагам. Ова е долгорочен процес. Кога го кажуваме зборот укинување, ова би значило дека ние од утре, како влада, ќе излеземе и ќе им кажеме на сите тие што имат возила под Евро 4 стандард, од задутре вие не ќе можете да ги користите вашите возила. Ние какви мерки можеме? А тоа не е популарно, особено пред избори. Не дека не е популарно, па не можеш ти на луѓето да им дозволиш еднаш, дали сме биле ние на власт, дали бил друг. И после да им ги укинеш и да им кажеш дека вие не можете да ги ставите возилата во употреба. А знаеме, и вие сама кажавте, колку возила имаме под Евро 3 стандард во нашата држава. Какви мерки ние можеме да преземеме како влада? И тие ги превземаме. Да кажеме дека од наредната година не ќе може да се увезе возило во Северна Македонија под Евро 5 стандард, например. Тоа секако дека ќе се направи согласно анализите што моментално ги прави работната група, каде што има представници од економија, финанси, животна средина. Истовремено сме ги вклучиле издруженијата во оваа работна група. Ние тоа можеме да го кажеме. Но ние да кажеме дека вие, граѓани, сите што имате во собственост возила под Евро 5 стандард, од утре или од задутре не ќе може да ги користите вашите возила. Ја мислам дека тоа е потполно несериозно. Тогаш не можете како аргумент да го давате дека виновни се тие што ги увезле и тие загадуваат, не разбирате. Но ние секако дека превземаме мерки, ние се повикуваме од изворите и согласно изворите на загадувањето превземаме мерки од различни институции. Значи сега решението е едно вие со плин, да замена на со плин да се субвенционираат повеќе возила и да дадете субвенции за увоз на возила со Евро 6 стандарди. Евро 5, погоре, Евро 6, зависи, да. Значи тоа ви е стратегијата во борбата против загадувањето. Што се однесува во делот на транспортот. Така. И за возилата и за тоа што е надлежно Министерството за економија. Факт е дека во таа насока и ве прашувам, за да може пошто има низа мерки што ги спроведуваат другите институции. Посебно животна средина, планот за чист вазух во склоп на Не, тоа е работа која ќе реши министерот за екологија да излезе во јавност и да не ги обвинува новинарите. Да не зборувам за гасификацијата, да не зборувам за гасификацијата. Да, тоа ми е следното прашање. Кој е еден од најуспешните проекти што моментално се реализира. Кај е најуспешно? Согласно предвидената динамика. Како е најуспешно? Значи, македонски енергетски ресурси има реализација над 70% и во кракот од Скопје до Тетово и при крај со кракот до Битола, до Неготино е завршено. Моментално работиме за да ги споиме регионите како Министерство и како влада, а за кратко време ќе објавиме и јавен оглас, каде што сите заинтересирани страни преку приватно јавно партнерство ќе може да аплицираат и да почнат да го градат дистрибутивната мрежа низ градовите каде што поминува примената. Значи тоа е основниот проблем. Вие вака кога зборите многу идеално изгледа. Во пракса колку објекти може да се приклучат на тој гасовод, освен индустријски објекти? Колку училишта може да се приклучат во Куманово, цевката им поминува покрај нив? Колку домакинства може да се приклучат, а тука им се цевките во близина? Мислам дека некаде во просек баш добро го зедовте како пример општина Куманово, општина Куманово. Да сакаш да се приклучиш на гасот. Општина Куманово има јавно предпријатие кое се занимава со ова работа, но ние нема да ги оставиме
сами, со предлог на министерот Спасовски и ние како влада за наредната година ќе им ги помогнеме на некаков начин за домаќинствата да бидат вклучени. Знаете колку е цената сега? Мислам дека 850 евра, што воопшто не е малку да се приклучат на газ. Знам, и треба да имаат систем. Што го нема? Се слагам и секако дека треба да имат дистрибутивна мрежа која треба да ја гради таа јавно предпријатие, но истовремено и преносната такса во Северна Македонија е многу скапа, што го зголемува и цената на природен газ, но тоа не кажува дека ние не треба да работиме. Ние работиме, имајќи во предвид дека веќе законот за енергетика е усвоен, unbundling треба да спроведеме и примарната инфраструктура ќе биде потполно, верувам, во собственост на државата, а секако дистрибутивните мрежи зависи општините како ќе одлучат во неколку општини, а мојот став како министер за економија е тоа да оди преку јавно-приватно партнерство, имајќи во предвид дека повеќето од општините немаат капацитет да го спроведат овој проект. Меѓутоа гасификацијата е стратешка. Ако кажувам немаат капацитет, извини, не дека имам намера да кажувам дека владата има капацитет, а тие не работат соодветно, но ние пред неколку месеци им пративме писмо на сите општини во Северна Македонија и да бидам многу искрени пред јавноста, добивме повратно писмо само од една или две општини, што и не е сериозно за имајќи во предвид дека една од стратешките проекти е во нашата држава. Дефинитивно една од стратешките проекти кои што може да ја го намали загадувањето. Меѓутоа имате различни ставови со вашиот коалиционен партнер во однос на прашањето за јавно-приватно партнерство, дали треба да бидат повеќе имена или една фирма, повеќе или една фирма. Тука имате разлики во ставовите и во изјавите што ги дававте, мисля че минатиот месец. Не. Дури изјавата на Шилегов и ставот на Шилегов во однос на град Скопје. Шилегов го држи ставот како градоначалник на град Скопје, пошто Скопје е еден од ретките градови во нашата држава што има и топлификациона мрежа, но за ставот на владата секако дека може да се обратите и кај премиерот, кај вице-премиерот, Добре, што е ставот ваш лично ворски како министер за економија во однос на партнерството? Дали треба да се зошто ДУИ условно речено инсистира на една фирма која што тоа би го правила? Значи ДУИ не инсистира на една фирма што тоа би го направило, но согласно и студиите што се направени, сите соодветни анализи, но имајќи ги во предвид и капацитетите што ги имат општините, пошто не е баш лесен процес да се гради дистрибутивна мрежа низ општините, каде што треба да ги вклучите сите домаќинства, а не само јавните институции или пак индустријата. Ние зборуваме да бидат вклучени домаќинствата. Да, апсолутно. Не зборуваме само за индустријски капацитети и јавни институции. Значи, во некои општини треба да се направи дистрибутивна мрежа од над 30-40 километри. Да, ама на пазарот постојат светски фирми кои што тоа може да го направат повеќе. Можеби општините ќе одберат со кој ќе бидат партнер. Ме разбирате? Па ако сакат општините, самостојно нека го направат. Зошто до сега не го направиле? Да, меѓутоа и во општините каде што има можност да се вклучат. Меѓутоа еве се имате студирано мислење токму со градоначалникот Шилегов еве по ова прашање. Зошто вие инсистирате да биде само една фирма одбрана? Давате монопол на некој начин. Ние не инсистираме на некоја фирма да биде одбрана. За јавно-приватно партнерство. Ние мислиме дека побрзо и поефикасно тој проект би се реализирал преку јавно-приватно партнерство. Ако тоа го оставиме на општините и секоја општина да има своје јавно предпријатие кое ќе се занимава со ова дејност, јас мислам дека тоа ќе трае со декади. Меѓутоа, еве како ќе се справите со мислењето на градоначалникот Шилегов кој што не ја прифаќа оваа идеја? Јас со господин Шилегов имаме спротивставни ставови што се однесува до начинот на реализација на дистрибутивните мрежи. Секако дека ќе седнеме, ќе разговараме. Тој е председател на ЗЕЛС и јас во демокрација мислам дека мнозинството секогаш победува. Нека се изјаснат и другите општини како сакаат. Ако мнозинството на општините одлучуваат сами
да ги градат дистрибутивните мрежи, ние ќе им го ставиме на општините сами тоа да го градат, но секако дека и одговорноста ќе го држат тие. Имате избрана фирма, имате некој во предвид што би се занимавал и би влегал во ова јавно-приватно партнерство? Уште не е подготвена нити деската документација. Ние е објавен јавниот повик, вие ме прашувате дали сме одбрани. Знаете кај нас како брзо се случуваат работите, ова со хеликоптерите, пример, се основа фирма 15 дена пред да биде јавната набавка. Не сакам да зборувам сега за други случаи, зборувам сега за многу сериозна тема и што е стратешки проект за државата и во голем интерес на домаќинствата и граѓаните на Северна Македонија. И тоа ние работиме на тоа, ние ќе ги чекаме општините да се изјаснат. И мнозинството како ќе одлучат, така ќе постават. Колку ви е рокот на изјаснување и кога би било тоа изјаснување? Пред 7-8 месеци сме пратиле писмо до сите општини. И рековте не ви одговориле? Не одговараат, но ќе ги чекаме до крајот на годината, па ќе видиме. После што би направиле вие? Би им дале налог што да прават? Мислам, сепак вие сте им даваме, или сами ќе ги оставите не им да даваме решават? налог. Ова влада секогаш од формирањето до сега сите одлуки што ги донесла во соработка со коморите, со општините, со ЗЕЛС и слично. И заради тоа ние го ставивме во новиот закон за енергетика можноста за и тие да може да бидат оператори на дистрибутивните мрежи и сами да одлучуваат дали сакат владата да ги гради преку јавно-приватно партнерство или пак сакат самостојно. А вие многу добро го кажавте, само за приклучок моментално цената е над 800 евра, но треба уште една работа да го знаат граѓаните, не се однесува само до приклучокот. Кога се воведува гасификација, значи кога тие ќе работат на природен газ, треба да ги сменат и шпоретот, бойлерот, системот, и слично, значи целосно системот што би можело трошокот да оди до 2-3 илјади држави, а како држави како што е нашата држава и стандардот и капацитетот, мислам, буџетски што го имаме, значи треба да се има во предвид дека можна е опцијата да оди на субвенционирање на домаќинствата, се со цел да тие да се приклучуваат, а да не зборуваме за цената која треба да биде многу конкурентна. Побаравте ли од министерот за транспорт и врски во делот на граѓажништвото, да речеме, да сите нови згради направат системи кои што во некоја идно време би биле приклучени на газ? Значи сега веќе во собранска процедура е законот за енергетска ефикасност, каде што се предвидени низа мерки и на начинот како треба да се гради во иднина во Северна Македонија. Значи дека тоа би било во иднина услов на сите граѓани фирми кои градат згради? Повеќето згради мислам дека и моментално давале простор за да може да бидат вклучени на меѓутоа еве пример еден, например згради нови што туку пуштени становите, една зграда е вклучена на парно, 3 не се вклучени на парно. Инвеститорот платил само приклучок на една, а не на 3. Парно е друга мрежа. Меѓутоа зборувам што се случува во Македонија во однос на тоа што државата дозволува да на некој начин инвеститорите го злоупотребат тоа. Значи не ги обезбедил сите згради. Ама инвеститорите што градат или инвеститорите или јавните предпријатија што би требало? Тие што градат. Зборувам дека контролниот механизам тука го нема. Се што ќе се изгради, веројатно треба да има одредени нормативи. А ако се 4 згради, сите 4 да бидат приклучени на парно. Утре сите да бидат, значи, приклучени на газ. Во таа смисла зборувам дека треба контролен механизам за да им овозможи на граѓаните да може да бидат приклучени на енергенците како што се газот или парното. Да, во иднина со газ, природен газ, пошто и Скопје и повеќето од градовите во нашата држава веќе немат постоечки дистрибутивна мрежа. Тука зборам дека мора да има поврзување на она што вие го предвидувате со законот за да се турка исто и во другите сегменти. Затоа е важно да се направа соодветни анализи од страна на општините, пошто ако доаѓа јавен приватен партнер, значи приватен партнер кој заедно со општините би го спроведиле овој проект, тогаш тие можат да даваат понуди на начинот на склучување, на начинот на субвенционирање на системот, внатре што треба да се смени и слично. Дали тоа може да го сносат моментално општините во нашата држава? Јас сум убеден дека не. И тоа го кажувам. Дека може. И јас тоа го кажувам јавно, дека не може да го сносат тој товар буџетски.
Ако вие мислите другачие, Не, јас не мислам другаче, така мислиш и Легов, затоа ве прашувам. Пауза за реклами и одиме со вториот дел од емисијата во која министерот ќе го прашуваме и за други теми кои се од неговиот ресор. Продолжуваме со топ тема. Во студијата е министер за економија Бектеши. Министр, една од работите што завршија со протести е протестите на пазарџиите во однос на законот за пазарите. Тие бараат да се укине, вие еднаш го одложивте за до јануари 2000 година. Меѓутоа, очигледно дека тие нема да се задоволат со уште едно одложување, извесно е да го одложите заради изборите. Како ќе се справите со овој проблем и дали повторно ќе го одложите? Нема да го одложиме заради изборите. Тоа законско решение кое беше одложено ќе биде укинато. Ние веќе работиме на ново законско решение, каде што ќе бидат вклучени сите затегнати страни, но истовремено нема да даваме монопол, како што беше претhodно само на една комора или на една организација на пазарџи да може да дава лиценци, но тоа ќе го направиме како можност за сите комори да можат да дават такви лиценци, но не значи дека ќе бидат лиценци. Уште еднаш да се навратам на претhodниот закон, тој беше закон кој беше предложен од страна на група пратеници и беше усвоен во собранието и ние секако како институции треба да ги следиме законите и да ги спроведиме. Ги одложивте примената, очигледно под притисок на ние протестите на одложивме примената пазарџиите. во соработка со групата пратеници кои го предложија тоа законско решение. Значи моментално работиме на тоа и секако дека кога ќе бидеме готови, ќе го објавиме новото законско Ама пред решение. избори тешко дека ќе го објавите. Во моментот кога ќе бидеме готови и со сите затегнати страни, кога ќе се усогласиме за Добро, новиот текст меѓутоа во јануари ќе ви на истече законот. рокот на одложувањето. Не, секако дека пред јануари ќе го одложиме. Ќе го одложите уште не, ќе еднаш го одложиме, примената? ќе го укинеме. Ќе го укинете и ќе има Значи тоа по стариот законско закон решение ќе се кое е раководат моментално, пазарџиите. да, Така. тоа законско решение кое е моментално Нема да постои во јануари. е одложена, нема да постои веќе. Во јануари. Да. И ќе се раководат по стариот закон, По додека стариот не закон, донесете да. нов закон, а ќе видиме Секако. кога ќе го донесе. Значи ли тоа дека секако ќе платат лиценца, меѓутоа ќе одберат каде ќе ја платат таа лиценца? Значи, барањето од страна на стопанските комори беше тоа, за да можат и тие да дават лиценци, а дали треба да се воспостави ред во зелените пазари, секако дека треба, и тоа е мојот став како министер за економија, но дали тоа ќе биде преку лиценца или ќе најдеме некое друго решение, тоа ќе го утврдиме низ разговорите со затегнатите страни. На зелените пазари има социјала. Луѓе кои продаваат заради Снежана, и такви причини. значи вие сте искусна новинарка, ги следите настаните што се однесува до пензионерите и до социјалните случаеви, вие знаете дека тоа не се забранува со ова законско решение. Има други закони во државата што го забранува тоа. Значи не би можеле да продаваат во превод. Има други закони во државата што не се во надлежност на Министерството за економија кое го забранува тоа. Вие А значи вие ќе ги го знаете уредите тие само делот закони на кои се. лиценцирањето да биде на повеќе Вие ги оператори. знаете, вие условно ги речено. знаете многу добро кои се тие закони. Од тука беа и немирите на пазарџиите и протестите, меѓутоа еве рековте ќе се укине во јануари тој закон, потоа ќе се носи нов, не знаеме кога ќе стигне, која предлогот е да има повеќе оператори. Она што е исто така беше од предмет на интерес на јавноста е вашиот заменик министер за економија. И неговиот судир на интерес со претходното работно место. Како адвокат на Euroimax Resource, тие тужат државата за раскинатиот договор за рудникот. Нели сметате дека иако е раскинат договорот меѓу Колемишевски и Euromax Resource, сепак може да има конфликт на интереси? Јас не верувам дека би имало конфликт на интереси. Сега не ги знам во детали. Значи колку бил вклучен тој во таа постапка. Па сега бил нивни заставник правен. Значи не пред да знам дојде детално на колку, заменичкото место. пошто тој одлуките ги носиме ние, јас како министер досега сме ги носиле и сите процедури сме ги следиле. Ние секако дека во соработка со секторот за минерални суровини и накрај согласно законот за минерални суровини, законот за јавно-приватно партнерство и концесии, концедент и одлуки носи владата, а секако дека господинот Колемишевски ќе се огради од такво одлучување и во таа седница кога би требало да се одлучи,
ќе учествувам јас како министер за економија. Да, затоа што сега му се случи да таму каде што заменик министар, всушност доаѓа тужба за државата од компанија каде што тој бил нејзин адвокат и од тука прашањето колку вие ќе се борите да не Колку се што го појави знам тој судир на ја, интереси. господинот Колемишевски е многу искусен авокат претhodно. Моментално имаме одлична соработка. Јас сум убеден дека заеднички ќе креираме и низа мерки кои ќе бидат во интерес на стопанството, а за случајот што вие го наведивте, го објаснив и стојам на тоа. А вие можете да ја следите цела процедура. Дефинитивно, меѓутоа еве дали вашата портпаролка се уште е во управниот одбор на Агенцијата за енергетика? Мојата портпаролка? Да. Значи, таа не е моја портпаролка, На таа е мој Министерството посебен... за економија, Не, таа е мој посебен советник. Не е моја портпаролка. Значи, посебен советник, има разлика. И дека ние како Министерство за економија треба да предложиме интерни луѓе низ управни одбори и надзорни одбори, да, е и ќе остане додека јас сум министер. Во однос на тоа, колку има таа сознание за енергетика, зака сте ја избрале да биде на таа функција? Значи, таа е мој посебен советник. Министерство за економија има државни советници во делот на енергетиката, има сектор посебен во делот на енергетиката, но истовремено има повеќе членови само освен мојот посебен советник. Незиниот бекграунд е новинарски и затоа прашувам. Имаше една... Но многу добро знае и економија, а убеден сум дека и енергетика. И енергетика, убеден сте, дека Да. знае. Меѓутоа, дали ги видовте податоците на невладините За економија да не организации зборуваме. кои се занимаваат со прашањето колку се на вистински места ставени луѓето во управни одбори или се тоа партиски кадри? Нивните анализи покажа дека тоа се всушност луѓе ставени на несоодветни луѓе на тие места. Нивните професии, бекграунди и квалитети не одговараа на местата и тоа го кажаа со бројки. Колку всушност е голем бројот на оние што не се за таа работа во управните одбори. Значи, што се однесува до управните одбори, до надзорните одбори. Значи, законски треба да се предлагаат интерни вработени по институциите, во случајот од Министерството за економија, а може и надворешни. За надворешните тие ги одбира владата на Северна Македонија, а за интерните јас држам одговорност таму каде што Да имате право тоа да го законот јас имам право да предложам. И јас секако дека ќе ги предложам моите соработници, пошто во мој интерес е да ги следам работите на тие институции каде што ги предлагам моите соработници, а не би предлагал некој што секојдневно или барем еднаш неделно со мене е во комуникација за да ми објасни што се случува во таа институција. Значи, велите дека сигурно знае и енергетика како знае економија. Пошто баравте и претhodно дека ние на некаков начин да имаме увид на работењето на инспекторатите, секако дека ние како членови на владата треба да видиме што се работи и во агенциите. Знаете како вашиот колега... И во јавните предпријатија, и во акционерските друштва каде што државата е собственик. Вашиот колега Кочо Ангјушев под притисок на јавноста го повлече назначувањето на соработничката од неговиот кабинет, таа беше назначена во ТИР зоната, но под притисок на јавноста беше повлечена и таму се работеше за слична ситуација. Тука и моето прашање дали вие... Јас зборувам за член кој го предлагам јас, а треба да биде интерен и да биде вработен во Министерството за економија, а секако дека тие што го представуваат Министерството за економија во институции треба да бидат во дневна, неделна комуникација со министерот, имајќи во предвид дека треба да ги следат реализацијата на програмите што тие агенции, јавни предпријатија и слично да ги реализираат. И јас стојам за така. Го имам списокот на директни инвестиции во Република Македонија, трансакции во вид на инвестиција и тука сега ние можеме да ги видиме бројот на тие инвестиции во периодот, например во 2018 624 податокот е, ама од првиот до четвртиот период е 55,60. Како го објаснувате? Значи, мене ме задоволува фактот што во моје време, во време на ова влада каде што јас сум член, имавме прилив на странски инвестиции
или вкупна бројка на странски инвестиции во Северна Македонија е рекордна, 624 милиони претходната година, и на таков начин ние ќе продолжиме, само треба да има во предвид дека ние ја Ама не сте минувавме. продолжили на таков начин, сега е 55,63. Ние на таков начин ќе продолжиме да работиме, каде Ама што не сте продолжиле, каде министре, што- ви кажувам дека каде огромна што- е разликата во каде месеците. што ќе видиме на крајот на годината. И ќе Меѓутоа, зборуваме, многу е намалена. ќе зборуваме на крајот на годината. Бројката од 624 милиони евра што го кажавте вие е 614 бројка која е вкупна за 2018 Така. година, а не е споредба со месеците што ги кажувате за ова година. Меѓутоа колку Значи месеци првично не може тоа да се Како да се направи Сега сме компарација. 11 месец. Не може да се направи компарација. Да чекаме до крајот До на декември, годината. до крај на декември. Секако Што ќе дека не до крајот на изненадите до декември. крај на декември? Значи ние не изненадуваме. Ама за речи еден се месец? Речи се секој ден. Како ќе ја постигнете бројката од Речи си, 624,8 на Речи си секој ден 55,63? потпишуваме нови договори. Речи си секој ден учествуваме на започнување на работа на нови компании. Речи си секој ден Ама министре, поддржуваме не само странски компании, но и домашни компании кои ќе ги ама не треба да сте инвестираат над 200 математичар да милиони ја евра. видите големата разлика, а сега сме ноември. Денеска е 4 ноември. Да чекаме. До Кога декември, правиме до 1 споредба, јануари да чекаме. Да чекам. Значи вие кога наведевте дека има 624 милиони Тоа евра, е за 2018. Ве прашувам, сега сме 11 и... Океј, Добро. и пак кога ќе заврши 2019 година, секако дека ќе седнеме И ќе разговараме. Ќе И разговараме, ќе ве ги посетам споредиме. ново што сте го кажале да видиме каков ќе Да. биде резултатот. Меѓутоа, Само треба почесто да не викате и да разговараме за економија. Ама и вие да имате поегзактни резултати. Малце политиката да оставиме на страна, пошто согласно сите очигледно анкети, дека вие пред да бидат изборите ставате теми или најавувате странски инвестиции. Мислам тоа не е непознато, тоа го правеше и претходната влада, сечеше секој црвени ленти пред избори. Вака изгледа дека вие истото го правите. Ветувате, Не ќе пресечете ветуваме. лента, прашањето колку во тир зоните има вистинска инвестиција, вистинска фабрика, не само да пресечете лента и да најавите. Нешто што е изградено и реализирано. Господја Лупеска, имавме прилика само претходната недела да учествуваме на почеток на работи на компанија. Баумер почна со работа, швајцарска компанија. Друга почна со работа. Гересхаймер ќе почне за работа во првиот квартал на наредната година. Добро, Се ќе гради, Таа ќе се влезе гради во овие фабриката. податоци за до година. Дура, Пурпласт и низа други компании. Во преговори сме со многу компании, не само за да инвестираат во зоната во Скопје 1, Скопје 2. Низ цела Македонија. Тоа ќе биде Не растеж. ве загрижува фактот што е И намален вие бројот на странски директни инвестиции? наместо, мислам не вие, директно. Јавноста и медиумите, не, еве да не, речеме. не. Вашата колешка наместо да прави прилог за планот за економски раст и придобивките што ги имале, новите работни места што се креирани, а целта на таа пресконференција со што ја започнавте емисијата беше баш тоа да им го објасниме на граѓаните. Знаете, ние не Пошто- работиме за вашата влада. Не. Ние не работиме Ама, за вашата значи, партија. Ниту сме портпароли кои сте ги назначиле во управни одбори. Вака не прашувате Ние за сме странски новинари. инвестиции, а ги знаете странските инвестиции, а не ги давате кога се случува. Благодетите на странските инвестиции ќе се видат доколку има нови вработувања. Тоа е најбитната работа за Да, македонските и за 2 граѓани. години се креирани 54.000 нови Втората работа работни е, места во ништо Северна не Македонија. зборувам на памет. Она што ве прашувам е преку бројки. Се обидов дури и за возилата. Е намалено на 17,4% невработеността. Да прашам со конкретни податоци и бројки. Имаме раст на индустријското производство. Знаете како? Значи раст, намалување на невработеността во Ај нашата ќе ви држава. дадам 2 минути за да можете да вака изгледа дека предизборно можете Па не е да предизборно. пофалите. Вие одлучувате за како ќе се Граѓаните одвива одлучуваат, емисијата, меѓутоа, верувајте. Но треба секако дека да ги кажеме, Ама не може да не ги кажеме критикувате тоа што... на нас затоа што ние Не, не сме не ги критикував кажале јас. работите што вие сакате да ги кажете на јавноста. Јас ве прашав низ бројки како се чувствувате како министар за економија кога ги гледате низ месеците овие бројки. Па еве ќе ви кажам, први месец 37,11, вториот месец 11,52, третиот месец 0,88, А претходната година? четвртиот месец 19,46, потоа во петиот месец во минус сте биле 7,63. А претходната година?
Јас ве пофалив, ве кажав предходната, Фала. затоа ги правам споредбите во 2017 181,73. Кога се прави споредба, значи ви кажувам за дека е 12 огромна месеци разликата. ќе чекаме да завршат 12 месеци на ова година и тогаш пак ќе седнеме и ќе разговараме. И ќе ги споредиме бројките. Прашање за крај, тоа особено минатата година беше актуелно кога се делат парите од програмата за конкурентност, иновации и предприемаштво. Дали сега убаво ги гледате собствениците и собственичката структура со оглед на појавата на непотизам? Во Министерството за економија, да. Согласно КИП програмата, веќе сме при крај со реализацијата на таа програма и исцрпени се сите средства и ми е мило што има голем интерес од страна на компаниите, значи да аплицираат и да ги користат овие средства, се со цел да ги зголемат нивните капацитети, но истовремено да креираат нови работна места, а за тоа што вие го прашавте, тоа не е во КИП програмата, значи вие зборувате за фондот за иновации, меѓутоа дали гарантирате и технолошки развој, пошто има низа институции кои имат вакво делење на средства, дали фирмите на кои се делат парите гарантирате дека не се поврзани со функционери и не постои непотизам? Јас можам да гарантирам за Крешник Бектеши, министер за економија, дека каде немам никаков конфликт на интереси што се однесува на реализација на овие мерки или каде што јас сум учествувал и би учествувал негде се со цел да ги користам ваквите мерки. За другите можете да ги прашате. Јас не сум видиме каква е собственичка структура која ќе ми даете пари. Јас не сум инспектор да го контролирам фондот за иновации и технолошки развој. Јас можам да ги видам само имињата на фирмите, а не моја надлежност и не треба да се мешам на тој кој стои позади тие фирми. Тоа е работа на вас како новинари и јавноста за да истражувате и ако најдете секако дека како што најдовме за вашата сестра и незиното вработување. Да. Дали таа се уште оди на работа? Да, секако дека оди на работа и ќе оди на работа. Ја платили казната? Се додека ги извршува описите што ги има во работното место. Тука се уште тврдите дека немаше никаков судир на интерес? Никако. Меѓутоа плати казна од 500 евра, мисля че не. Не, јас платив. Вие платите казна од 150 евра. Да, мандатните казни може да се намалат. Најголемата сума е. Не, значи казната беше ако е веднаш платена. Не, казната беше 300 евра, јас стојам позади тоа дека јас сум го платил 150 евра, иако во консултации со сите правници има разлика меѓу семејство и домаќинство, а тие беа повикани на домаќинството и на истата адреса, тоа не значи дека ние имаме исти приходи и ги користиме тие приходи за живење. Да, меѓутоа имаше функционери чии деца ги напуштија државните служби откако излеза аферата за непотизам. Тоа е во постоечките закони во Северна Македонија, но јас одлучив да ја платам казната и да не отварам постапка против државна од платата на сестра ви, да речеме, од другото домаќинство. Бидејќи нели со незината плата не учествува во вашето домаќинство, ти сте различни домаќинства. Да. Па различни сме се. Да. Мажена е мојата сестра. Добро. Зошто ваши сега не знам дали имате сестри или да, јас имам брати, не, меѓутоа немам никој ниту не сум јас во министер, ниту тоа сум го вработувала во некоја институција. Јас кажувам дека мојата сестра не учествува во моето домаќинство. Останавте на тој став, што го државте од почеток. И остануваме уште ден денес, додека не се прават некакви законски измени. Само ја плативте казната. Секако дека ќе платим, како одговорен граѓанин. Ви благодарам многу што бевте дел од топ тема вечерва и што ми одговорите на сите прашања. Фала за поканата и поздрав уште еднаш до вашите гледачи. Благодарам што бевте со нас, останете со програмите на Телма, тоа беше Крешник Бектеши, министер за економија.